Здруженијето Инклузива бара измени во изборниот законник за лицата со попреченост. Благица Димитровска, председател на Здруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива, на вчерашната работилница за зголемување на учеството на лицата со попреченост во изборниот процес, рече дека на лицата со одземена деловна способност им се оневозможува правото на глас, па дури се бришат и од избирачкиот список. Затоа тие имаат потпишено меморандум за соработка со Државната изборна комисија, кој има за цел да се зголеми поддршката на граѓаните со попреченост во изборниот процес, остварување на нивните гласачки права, унапредување на инклузивноста на овие гласачи и успешно спроведување на инклузивни избори. Работиме на сите препораки, но и онаму каде што треба да има измени во изборниот законник. Сега моментално со Министерство за правда, каде што сме во работна група, се отвора изборниот законник и Здруженијето Инклузива ги застапува токму оние недостатоци што ги има во во изборниот законник, што се поврзани со лицата со попреченост. Една од најголемите неправди е токму она што на лицата со одземена деловна способност им се оневозможува правото на глас, но и се бришат од избирачкиот список. Тука ќе дадеме се од себе и оваа категорија на граѓани да го има истото право како сите останати. Државната изборна комисија за минатите локални избори пред се за лицата со оштетен вид воведе шаблон за гласање со помош на Брајово писмо. Така тие го остварија своето право на глас. Најпрвен во 2016 година на предвремените парламентарни избори направивме истражување во два региона, Североисточен и Полошки, за учеството на лицата со попреченост во политичкиот и изборниот процес. Препораките ги доставивме во Државна изборна комисија и се прифатени сите. Оние што не бараа законски измени, започнавме да ги спроведуваме за време на локалните избори. Сигурно сте запознаени дека лицата со оштетен вид гласаа самостојно. Значи, Државна изборна комисија подготви шаблон за гласање на лица со оштетен вид. Шаблонот беше на гласачките места, онаму каде што имаше втор круг на гласање. За првиот од технички причини не беше подготвен. Проектот зголемување на учеството на лицата со попреченост во изборниот процес се реализира низ повеќе градови во државата, а е поддржан од Американската амбасада.